Почитувани, податоците од Министерството за финансии за извршување на буџетот за првата половина од годинава покажуваат дека Македонија е далеку од заевото блескање или пак од година на економијата. Собирањето данок точно ги покажува економските активности, растот и економската моќ на граѓаните. Почитувани, даночните приходи, собирањето на данокот во вториот квартал од оваа година номинално забележале просечен пад од 3,4%. Ова е податок од киднапираното Министерство за финансии. При тоа, согласно планот на Министерството, за цела оваа година растот на даночните приходи треба да изнесува 6,6%. Остварувањето во првата половина од оваа година укажува дека таков раст не само што не е достижен, туку и дека Министерството за финансии веројатно годинава ќе наплати помалку даноци од лани. Ваквиот тренд упатува на можност за сериозна буџетска криза и неопходност од значителна и болна фискална адаптација во следниот период, односно болен ребаланс. Сето ова е резултат на лошата бизнис клима, што е далеку од заевото блескање. Според финансии, најголем е падот кај данокот на добивка. Фирмите во Република Македонија во април, мај и јуни годинава уплатиле за 32% помалку данок на добивка. 1/3 помалку во однос на истото тримесечие лани. А годинава проектиран е раст од 3,5% кај приходите од данок. Ова е огромен непредвиден пад кај наплатата на данокот на добивка, зашто Министерството нема информации за причините за падот. Дополнително, во вториот квартал, наплатата кај нето ДДВ е за 4,4% пониска од истата во вториот квартал лани, а во услови на проектиран раст по истиот основ од 5,8% за цела година. Кај бруто ДДВ, растот на приходите е скромни 2,5%. Пониски приходи, почитувани, по основ на ДДВ, значи пониска потрошувачка во Република Македонија, а следствено и пониски стапки на раст. Релативни приходи во вториот квартал од 2019 година се забележани по основ на данок на личен доход и тоа, веројатно, заради тоа што СДСМ воведе прогресивен данок и втора даночна стапка од 18%, но, да подсетиме, и дополнително го зголеби данокот по основ на наемнини, капитални добивки и дивиденди за цели 50%. Дополнително, на сето ова, капиталните инвестиции за првите 6 месеци се само 20%. Во вакви услови на ниска наплата на даночни приходи и ниско ниво на капитални инвестиции, буџетскиот дефицит веќе изнесува 40% од планот. Ова е сериозен пад во економската динамика со сериозна можно влијание, можен удар и повисок буџетски дефицит од планираниот. Ваквиот тренд упатува на можност за сериозна буџетска криза и болно фискално прилагодување. Почитувани, ова се сериозни потфрлања. Огромен пад на данокот за добивка, значи пад на економската активност на компаниите, пад на ДДВ-то, значи пад на економската моќ на граѓаните, огромен пад на капиталните инвестиции и раст само кај даночењето на личните примања и добивките на граѓаните. Па така е тоа со октопот на власт, кој што со трет буџет повторно нема инвестиции, туку криминогени скандали и рекети. На Македонија, почитувани, и е неопходна итна обнова за да се избегне понатамошно задолжување и осиромашување на граѓаните. Ви благодарам.